Здраво на сите и добродојдовте сите на мојот канал Астрологија Плюс. Јас сум Мери. Ги поздравувам на ова место сите македонци кои што живеат насекаде низ оваа наша преубава планета Земја. Добродојдовте. Денеска донесов една тема што сакам да ја поделам со вас, а тоа е кои други знакови, кои други зодијачки знакови ќе бидат нападнати од Сатурн. Сатурн се наоѓа моментално во знакот Риба на 6-тиот степен. И не само што знакот Риба ќе биде под влијание под Сатурн, исто така и знакот Близнаци и знакот Стрелец ќе бидат една врста нападнати од знакот Сатурн, затоа што он со нивното сонце ќе направи една квадратура. Секако и ако имате други лични планети во знакот Стрелец или во знакот Близнаци. Моментално се наоѓа Сатурн на 6-тиот степен во знакот Риба, што значи тоа е во првата декада. И која е таа енергија на Сатурн? Зошто викаме он сака да не нападне? Тоа звучи онака као нешто многу негативно, нешто многу лошо што можеме да очекуваме. Зашто секогаш имаме поволни и неповолни? Меѓутоа и Сатурн, окей, можеме да кажеме да, он не напаѓа, таа е тешка енергија, таа Сатурн сака од нас и бара од нас дисциплина. И секогаш ако го напаѓа Сонцето, што значи тоа ако прави со нив една квадратура, или па можеби конјункција со вашето Сонце во знакот Риба, бара од вас одговорност и дисциплина, работа на себе. Што значи тоа? Точно да работам на себе. Да бидам свесна на она која сум јас. Значи, бара дисциплина, одговорност. Исто така е тука битно да се знае работа на својата свест, која сум јас или кој сум јас. Да дојдеме на едно повисока фреквенција на нашата свест. Зашто е тоа толку битно? Па за да не може ништо, никој од надвор, таа надворешна енергија да влијае врз мене. И значи добро е ако Сатурн направи една квадратура или конјункција со вашето Сонце или па со некои други ваши лични планети. Тоа можеме да кажеме welcome Saturn. Можеме да се радуваме на тоа. Затоа што тоа не е една секојдневна работа. Секогаш можеме и да добиеме нешто со тоа. Ако успееме дисциплинирани да бидеме и одговорни за нас себе си, значи на крај Сатурн ќе не награди, ќе ни даде голема награда. Значи работи на себе си, на својата свест и да дојдеме, важно е да дојдеме на повисока фреквенција на свеста, за да не може ни една друга енергија, надворешна енергија да влијае врз нас. Затоа е битно да се знае. Сега што е друго битно да се знае? Значи, секако важно е да се знае во која куќа се наоѓа знакот Близнаци или знакот Стрелец во вашата натална карта. Значи, на тоа поле ќе можете да доживеете некои неповолни случаи. Еве да речеме кај мене, јас сум исто така Стрелец, родена во знакот Стрелец, што значи Сонцето ми се наоѓа во знакот Стрелец. И секако со оваа навигација на нашите астролошки програми ќе можеме да откриеме во кој период точно на кој датум ќе можеме таа енергија да ја чувствуваме. Меѓутоа не само тоа, таа енергија можеме да ја чувствуваме и пред време. Како што реков, битно е да се знае во која куќа се наоѓа. Еве да ви дадам еден пример, например, кај мене се е тоа во 6-та куќа ми се наоѓа Сонцето.
Значи Сатурн ќе ми прави квадратура со моето сонце во мојата 6-та куќа. Значи мојата секојдневна работа ќе биде нападната од Сатурн. И што треба сега тука? Како би можела ја да се чувствам? Може би и вие го имате сонцето во вашата натална карта во знакот Стрелец во 6-та куќа. Што можеме тука да очекуваме? Па некои блокади во секојдневната работа, да се чувствуваме уморни. Значи, Сатурн ќе те натера да се одмориш, ти треба одмор, нема од сабајле до навечер работа. Секојдневна работа може да биде тоа. Значи, ви треба повеќе пауза. Сега, која имаме таа друга опција, која што е доста поволна? За близнаците, секако да се знае, треба да го пратат и Меркур, како он, кои аспекти прави во тој период. А Стрелецот мора да го прати секако Јупитер. И еве дојдовме до Јупитер, кој што сакав да кажам дека една доста поволна енергија ќе не прати, а тоа ќе биде од 26 мај, каде што Јупитер ќе влезе во знакот Близнаци и сите што го имаат сонцето, месечината и сите што се можеби асцендент Близнаци ќе речат вау. Добро што Јупитер дојде кај нас, ќе ве направи вашата ситуација, оваа што е од Сатурн, ќе ви биде малце полесно. Ќе би ја облажи таа ситуација, таа неповолна, таа квадратура со Сатурн. Значи, Јупитер дава благословие, донесува среќа, убави моменти, све оно што е убаво. Јупитер изголемува све. Сега пазиме. Јупитер не е секогаш само среќата. Јупитер може и оно да го зголеми, што не е добро за вас. Зависи како вие ја живеете таа енергија. Ако, например, идете на некоја друга линија каде што за вас, или друг пат кој што за вас не е доста поволен, Јупитер и тоа ќе го зголеми. Ама ајде да се надеваме дека све е во ред. И што значи тоа друго? Јупитер ќе влезе во знакот Близнаци на 26 мај и секако дека сите близнаци ќе им биде полесно. И не само близнаците, затоа што Јупитер ќе направи една опозиција со Стрелецот, затоа што овие два знака се стојат спротивно меѓу себе. И секогаш кога имаме една опозиција измеѓу два знака, што се бара? Тука рамнотежа се бара. Значи и вашиот владар на Стрелецот, на Стрелците, значи он ќе биде тука во знакот Близнаци и важно е, битно е тука да направите рамнотежа на тие две енергии, на тие две куќи во вашата натална карта, кои што ќе си стојат спротивно меѓу себе и ќе прават меѓу себе една опозиција. Значи во овој случај се бара една рамнотежа. Ете, тоа беше само на кратко. Кој е заинтересиран за една лична консултација, можете слободно да ме контактирате. Податоците каде што ќе можете да ме контактирате, ќе ги поставам испод ова видео. Можете да ме контактирате преку WhatsApp, преку Viber, Messenger, сите овие социјални мрежи. И кој е заинтересиран, слободно напишете ми порака и јас ќе ви одговорам. Секој добро овој случај и се гледаме до скоро. Чао!